Назад во живо од студиото и последна тема со Јана која што ќе ја третираме денеска се претседателските избори кои што се ближат. Закажани се на 21 април, а Дарко Алексов од Мост, добре дојдовте. Добро е нашиот гостин кој што многу одблиску ги следите изборите. За волја на вистината во Македонија имало многу изборни циклуси. Мост секогаш била една од главните асоциации кога се следат барем резултатите. Тие претседателски избори се ближат, а со тоа имаме и нови 18 годишници кои што ќе можат да гласаат за прв пат и сакаме нели да малку да поразговараме за важноста на самиот глас, но пред тоа на претседателското ливче познато е дека ќе се најдат тројца кандидати, сите професори. Таа некоја формална кампања се уште не е започната, но се чини дека веќе се влезени во трката кандидатите. Како Мост наблюдувате во многу држави таа практика ја има на други места или Македонија е исклучено? Добро, ако ја земеме како репер Америка, например, во Америка кампањата трае 2 години. Меѓутоа, кај нас, за волја на вистината, има одредени регулативи кои што нормативно го утврдуваат почетокот, официјален на кампањата и нејзиниот крај. Ако овој период сега го земеме како период во кој што кандидатите, кои што се уште не се официјални кандидати, одат по градовите или на терен и разговараат со потенцијалните гласачи, од 21 март, кога ќе бидат утврдени како официјални кандидати од страна на Државната изборна комисија, па се до 1 април, за кога според изборниот календар е предвидена да отпочне официјалната изборна кампања, значи овие кандидати нема да може да го прават ова што го прават сега. Мислам, така било во минатото, искуствата покажуваат дека горе-доле се почитувало тоа правило, а тоа што е многу важно дека до 21 ова го ставаме во рамките на некакви партиски активности кои што се разбира не се забранети да се спроведуваат. А за волја на вистината се кампањи. Да. Да, па во ред добро беше да се слушне од првиот човек на Мост реакцијата, бидејќи има жестоки реакции во јавноста, особено на социјалните мрежи, каде што во принцип се критикуваат ваквите активности, меѓутоа добро и со оглед на фактот дека и првиот човек на Дик Оливер Дирковски ги нарече партиски активности и дека нема да подлежат на никаква. Само да се вратиме назад во изминатите 18 години граѓанската асоциација Мост, ова ќе бидат 18-тите избори кои што ќе ги наблюдуваме во Република Северна Македонија. Предходните беа во Република Македонија. Тоа што е многу важно да се потенцира е дека можете да видите во нашите извештаи дека има секогаш реакција, дека кампањата формално правно мора да се регулира и тој вакуум кој што се ствара, нели, од моментот кога политичките субјекти ќе си ги промовираат, да речеме, нивните потенцијални кандидати и така натаму, па до официјалниот почеток или старт на изборната кампања, дека секогаш сме барале поинаку да се регулира сето тоа, па на крајот од денот, гледајќи дека се наоѓаат тие лавиринти за да се помине низ нив, во некои од нашите извешти дури пишуваме дека треба да се тргне дека кампањата почнува 20 дена или пред денот на гласање и така натаму. Меѓутоа, како што реков, единственото нешто што во овој момент можеме да го гледаме, а за нас представува рамка за мониторинг, а тоа е изборниот законник и уставот, и ги предвидува правилата на игра, значи тие два документа, според нив 21 денот кога се утврдуваат кандидатите, потврдуваат од страна на Државната изборна комисија, за тоа што во изборниот законник пишува потврдените кандидати. Да. А овие сега не се потврдени. Да, не потврдени. Апсолутно. Во таа насока реториката која што ја даваат потенцијалните кандидати во интервјуата, гостувањата по емисиите, наликува ли на кампања? Апсолутно. Јас би рекол дека наликува. Апсолутно. Значи, наликува на кампања, меѓутоа, гледајте, они се уште немаат програма официјална. Да, имаат своји тези, имаат своји поенти, говорам за сите. Клучот
е кога веќе ќе имат и официјална програма за тоа што би правеле во мандатот, доколку бидат избрани, не бидат избрани. Повторно ќе се вратам на изборниот законник. Значи, можеме да се сложиме дека прават еден вид на политички маркетинг во рамките на нивните политички активности или партиски активности, како и да ги наречеме. Кампањата е поинаку дефинирана во рамките на изборниот законник. Значи, повторно ќе кажам, ние гледаме по рамка. Не можеме да кажеме нити дека е ова кампања, а не можеме да кажеме и дека не е кампања. Да, нешто измеѓу. Нешто измеѓу. И за тоа години наназад години, значи повеќе од една деценија, бараме овој период да биде регулиран. Се надевам, со оглед на тоа дека ќе се отвара изборниот законник после овие избори, и се надеваме дека ќе биде тоа инклузивен процес, како што тоа се случи во еден период сега во 2017 и 2018 година, и тука ќе можеме малце попрецизно да ги најдеме тие заеднички содржатели за да може да дојдеме до поквалитетен. Да, значи ќе барате и корекции. Да. Една од ова го споменавте, ќе има ли некои други пример барања каде што сметате дека треба да се интервенира во овој? Па да, има препораки од страна на ОПСЕ, од ИХР, има препораки од домашните наблюдувачи, меѓутоа верувам дека е кратка емисијата, ако почнеме за тоа да збориме. Да. Нема да ни биде доволно уште една емисија да направиме. Алекс, во овој контекст нели споменавме за сега еве тројца професори ќе се најдат на изборот за претседателски кандидати, меѓутоа еве, добро е да се слушне и од вас, како прв човек на МОСТ, зошто е важен гласот? На изборите, еве, престојните претседателски, меѓутоа и целокупно земја. Да, доврзувајќи се на тие дебати, дали воопшто треба да се гласа, мојот глас не значи ништо. Да, бидејќи, како што спомена Чаловски, секогаш има и нешто се, нели, задоволни, па други не се, па дилеми, би гласал, не би гласал, треба, не треба? Видете, оваа држава низа на години, гледано регионално и контекстуално во регионот, сите држави, значи повеќе од 50 години чека да имаат демократско уредување. Таквото демократско уредување дојде. Правото на глас, кое што некогаш било право на глас проформа, сега е суштинско право на глас. 18 години Граѓанската асоциација МОСТ јавно ги повикува сите граѓани да искочат на избори. Затоа што изборите, по самата нивна дефиниција, во рамките на едно демократско уредување, повторно ќе повторам, во рамките на едно демократско уредување, се основната алатка во која што граѓаните ја делегираат својата моќ на одлучување на тие кои што ги избираат, да ги представуваат и да одлучуваат во нивно име за тоа во каква насока ќе се движи државата. Што значи тоа? Абстиненцијата на избори значи и носи кон еден сегмент во кој што една помала група на граѓани може да решат во каков правец ќе се движи државата. Тоа му се случи на британците со Брекзит. Ќе разговарам и за Брекзит, и за учеството на младите во Брекзит. Значи, како пример. Што сакам со ова да кажам? Со ова сакам да потенцирам дека можеме да се претседателот на државата во конкретниот случај е функцијата која што ја представува Република Македонија надвор, меѓутоа е врховен командант на безбедносните сили во државата. Да. Одбранбените сили, поточно. Тоа значи дека, ако не искочиме на избори, една помала група на луѓе може во наше име да реши каков ќе биде имиџот на Република Северна Македонија, по прашање на надворешната политика, а во исто време и како ќе бидат менаџирани безбедносните, односно одбранбените сили во рамките на Републиката. Тоа значи дека обврска на секој граѓанин. Знаете како? Сите во ова општество разговараме за нашите права. Така? И сите сакаме да имаме права, и сите сакаме да ги уживаме тие права, бидејќи правата се привилегија која што ги дава системот. Така.
И сега ние сите имаме права. Едно од тие права и правото на глас. И системот нас ни го дал тоа право. Оние права кои што ни одговараат во одредена конотација, ние, ако не ги добиеме, се бунтуваме против тоа. Меѓутоа, покрај право на глас, ние имаме и обврска да учествуваме во носењето на одлуките во оваа држава, како граѓани. И тоа е степен на демократија и на демократска култура, која што треба сите да ја промовираме, а ние како организација тоа веќе го правиме, како што кажав, скоро 2 децении. И нема да престанеме да го правиме, затоа што сите сме убедени во рамките на нашата организација, со нашите партнери, со сите оние илјадници наблюдувачи кои што ги имаме на терен, дека единственото нешто кое што го имаме како граѓани на оваа држава по прашање на носењето на одлуки и насочувањето за тоа каде ќе оди државата е преку гласот. И од таа причина, значи, еве, да ги отфрлиме конкретно, да ги отфрлиме, значи, конспиративните. Знаете како право на абстиненција. Видите, имаме право да на пример да немаме. Прашањето е едноставно, дали имаме право да немаме матичен број? Дали имаме право да немаме банкарска сметка да бидеме вработени? Дали имаме право да не се пријавуваме во Заводот за вработување, да не сме вработени? И така натака, и така натака. Значи, повторно ќе кажам, обврските и правата ги дели една многу тенка линија во општествен контекст. И поради тоа сметам дека сите, без исклучок, треба добро да внимаваат, да изгледаат кампањата, да ги видат понудите, да ги видат платформите на кандидатите, да си проценат и да искочат и да дадат глас за тој кандидат кој што им е најблизок и кој што најблиско до нивните убедувања ќе може да му го делегираат своето право да ја насочува политиката. Од поголемите партии до сега ниту една нема повикано на бојкот. Идејата за бојкот е на, би рекол, маргинализирани политички фигури кои што бараат да има бојкот на изборите. Нивните конспиративни теории се токму за тоа за кое што зборуваме. Но од тука се врзува прашањето со цензусот. 40% од сите кои што имаат право на глас. Реална е оваа бројка? 40% постигнување на цензусот? Па ако ви текнува до изборите во 2009, значи тогаш прв пат се воспостави 40% со уставни измени, претходно беше 50%. Од вкупниот број на регистрирани гласачи да искочат во вториот круг, така наречен ранов или соочување, кога имаме само 2 кандидати. Го намаливме за 10%. Меѓународните искуства кажуваат дека во вториот круг или е многу понизок од тие 40% така наречениот цензус или воопшто го нема. Меѓутоа, во Република Македонија имаме 40% цензус. Дали е реален? Како да ви кажам, значи ако е 30%, не знам дали би бил пореален, ако е 20%, не знам дали би бил пореален. Се водиме по тоа што го имаме во законот. Законот вели значи, мора да се почитува 40%. И мора да се постигне тој цензус, тоа е факт. Тоа што е важно е, како се вика, во целиот овој контекст, гледајќи наназад, овие 40% многу полесно се постигнуваа со 2 кандидати во вториот круг, отколку што тоа беше случај, значи, до председателските избори во 2004, кога беше 50% или оние во 99-та. Значи, славните избори во 99-та. Така да, генерално гледано, мораме да бидеме реални дека вториот круг има 40% цензус и дека тој треба да се постигне. Бојкотот, повторно ми е во глава, бојкотот на таа една помала група. Ако седнете да дебатирате со некој кој што повикува на бојкот, еве јас ве прашам зошто не е бојкот? Јас знам, вие во сега пред малку кажав зошто не е бојкот. Го објаснувавте. Сега пред малку кажав зошто не е бојкот. Дури значи во
изминатиот период цело време на такви разговори, значи кога ќе се седне во неформална некоја атмосфера, се разговараше за тоа дека подобро да искочам и да гласам, отколку да ми го злоупотребат гласот. Значи јас тоа нема да го третирам во оваа приказка. Јас повторно ќе кажам дека е многу важно, дури ако некој не е задоволен од понудата, да искочи и тоа да го манифестира. Например, ние до сега сме сретнале многу интересни работи, а тоа е Чак Норис да добие многу гласови на изборите. Во Египет Мохамед Салах, ако се земеше предвид тоа гласање, ќе беше председател. Така да, чисто кажувам, значи, чинот на искачање на избори, чинот на земање на ливче, на регистрирање во избирачкиот список и на ставање на ливче, тоа е правото на глас и тоа е највисокото право во едно демократско општество. Да се одбива тоа право, тоа е исто како да се одбијат и основните сервиси кои што системот ни ги нуди. За нас тоа е највисокото право кое што го добива еден граѓанин во демократско општество. Ликасно ако се направи некоја паралела, односно оние ваши претходни искуства што ги имате, ако се земат во предвид нели распределбата и реториките и на политичките партии и воопшто и на кандидатите, дали сметате за предстојниве претседателски избори дека можеби би можеле да се доведеме до ситуација дека на одредена политичка партија, односно еве низин кандидат или без разлика, нема да им се допадне исходот и да бараат поништување на изборите. Нешто што не е ново во однос на риторика во кај нас, меѓутоа ете, поништување на изборите, тоа е малку пресилна формулација. Едноставно непризнавање на резултатите. Вака, нашата историја не е многу голема, меѓутоа е богата со бојкоти. Бојкоти на собрание, бојкоти на гласања во собрание, бојкоти на избори и така натаму и така натаму. Меѓутоа, едно е факт, дека на крајот од денот секој бојкот резултира со нанесување на штета на оној политички субјект кој што го спроведувал тој бојкот. Значи, лично не верувам, односно не сакам да верувам дека било кој политички субјект ќе се реши на таков чекор да бојкотира, значи, избори во кои што има свој кандидат и во кои што работите течат така како што течат, односно соодветствуваат со волјата на граѓаните. Така да, јас нема да шпекулирам, затоа што, како што рековте, ниту една партија до сега не најавила бојкот. Има многу шпекулации во кулуарите и повторно ќе кажам дека не сакам да верувам дека некој на сопствена штета би одел на таква опција, затоа што работите се многу едноставни. Ако одите на бојкот, тоа значи дека вашето гласачко тело нема да искочи на избори и само по себе се доведува во прашање и постоењето на одредени политички субјекти доколку не учествуваат активно во демократските процеси, а изборите се еден од основните демократски процеси. И еве што доколку без разлика било кој од гласачкото тело нели се партиципира во изборите, бидејќи за волја на вистината кај нас еве и политичките лидери и оние најголеми политички партии во однос на реториката, ако сакаат да се фатат за сламка, во ред ќе учествуваат, ќе партиципираат на изборите, меѓутоа ете после нешто ќе се случи и нема да има признавање на резултатите. Значи нека не значи ме прашувате за признавање на резултатите. Од веќе да речеме завршените резултати. Тоа повеќе понатака, значи во еден таков контекст ќе се третира како дневна политика, претпоставувам. Ние значи до сега не сме ги коментирале овие работи како организација и навистина не би сакал да навлагам во тој момент што ќе се случи ако некоја партија не ги признае резултатите. Сме имале такви случаи во минатото да не се признаат резултатите. Измеѓу редови сега има некоја таква реторика. Но добро, не доколку има повреди и сумнежи за злоупотреба на било каков глас, дека нема да се признаат резултати, дека факт е дека тоа е се дел од едно политичко милје.
Политика не сме коментирали, нема да коментираме. Важно е да го објасниме легитимитетот на тој значи, кој добил глас. вака, постојат државна изборна комисија, постојат меѓународни наблюдувачи, постојат домашни наблюдувачи, постојат други институции кои што се вклучени во процесот. Секогаш во овие години наназад Граѓанската асоциација Мост била поборник изборите да се регуларни и да со резултатите од изборите да се одвесуваат со волјата на гласачите. Затоа и ги наблюдуваме изборите за да можеме да дадеме оценка за тоа како поминал процесот и да ги оцениме во смисол на нивниот квалитет. По се што можевме да видиме во 2017 година, по се што можевме да видиме во 2018 година, освен неколку изолирани случаи на непочитување на процедури, јас како се вика, не можам да преудицирам што ќе се случи сега, затоа може да разговараме од кој ќе поминат изборите. Меѓутоа, дури и денеска, без разлика на тоа што се обидуваме да разговараме за некаква кампања на кандидатите, генералната атмосфера во државата не дава, како се вика, знаци дека имаме избори. Ќе се сложите со мене. Јас не. Добро. Тоа се пресконференциите, особено на големите партии, се секогаш во тој контекст. Ако ништо друго се коментираат економските достигнувања, па што направила оваа партија, па што... За мене тоа е кампања. Тоа е дневна политика. Тоа е дневна политика. Тоа го прават... Вака, изборите се распишани на 8 февруари. Изборите се распишани на 8 февруари. Значи, поминате повеќе од еден месец од кога се распишани изборите. Така. Не е ова права изборна атмосфера на која што бевме научени пред 2016 година, тоа мораме да го апсолвираме. Така да од тој аспект го говорам ова. Значи до сега ќе имаше и каравани, до сега ќе имаше и лопати, ќе имаше и многу работи на кои што ние реагиравме во тој период, затоа што од денот на распишување на изборите, например, не смеа да се случуваат одредени дејанија, од денот на почнување на кампањата има други работи кои што не треба да се случуваат. Ништо тоа не се случува. Значи, имаме, значи, нема толкав степен на оптеретување околу изборите. Ме разбирате? Да. Така да, реално, на ова гледаме и како еден вид на здравење на системот и на процесите. Сега за сега. Како ќе биде, тоа што ќе се види, тоа и ќе се објави. Не, јас повеќе ја земам во обзир партиската реторика. Пресконференција, демант на демантот, пресконференција во таа смисла. Но не се, еве, зборуваме за цензусот. Цензусот е прашање кое што се наметнува во јавноста од, не знам, од разни политички аналитичари кои што доведуваат до размислување што доколку еве во првиот не се добие, уште во првиот круг не се добие председателот, па идеме на втор круг. Во тој втор круг, ако нема цензус, дали Талат Џафери би ја преземал функцијата председател? Во таа смисла, што предвидува Уставот? Што предвидува Уставот и изборниот законник? Значи вака, за да имаме председател избран во првиот круг, за тој кандидат треба да гласаат 50% плюс еден гласач од вкупниот број на регистрирани гласачи. Например, ако 1,8 милиони гласачкото тело регистрирано, значи еден кандидат треба да добие 900.000 гласови. Тоа е во оваа фаза со сите овие предизборни рейтинзи што ги гледаме и така натаму, практично невозможно. За да победи во втор круг кандидат, кога одат само двајца во вториот круг, имаме ситуација во која што треба да има 40% излезност, значи 40% од вкупниот број на регистрирани гласачи. Тоа е нешто повеќе или помалку од 720.000 гласачи, кои што треба да искочат на изборите. И во таа насока да се значи победува оној кој што има еден глас повеќе. Си Каранов. Тоа е едноставно. Ако беше тоа прашањето да разјаснам што значи во прв круг победа и што значи во втор круг победа,
тоа е тоа што треба, нели, да го знаат граѓаните. Затоа е важно да се искочи и во првиот и во вториот круг, без разлика, значи за кој круг разговараме. Треба да се искочи и во првиот и во вториот круг и да се даде гласот за оној кандидат кој што е најблизок до убедувањата на граѓаните. Пред крај само уште едно прашање во однос нели на МОСТ за предстојните председателски избори, како ќе ги следите и колку луѓе еве Само ќе се вратам на претходното прашање, затоа што имаше момент во кој што доколку не се постигне цензус од 40%, спомнавте за председателот на собрание да превземе. Значи, имаме една дилема тука, правна, која што треба да се разјасни во деновите што престојат. И сепак мислиме дека за тоа треба да си даде толкување соодветниот орган, тоа е законодавно-правната комисија. Добро, тоа сега во оваа фаза не би коментирал така, тоа ќе го оставиме за понатаму. МОСТ. Да, и во однос инаку на МОСТ во однос на, значи ние ќе си работиме според истите меѓународни стандарди по кои што го мониторираме процесот. Сега за сега сме фокусирани на мониторинг на работата на Државната изборна комисија. Од 1 април стартуваме со мониторинг на кампањата. Значи ќе имаме наши луѓе во сите општини во Република Македонија кои што ќе поднесуваат извештаи, ќе го гледаат моментот на кампањата, ќе го гледаат моментот на стилот на говорот, значи говор на омраза дали има и сите тие работи, ќе ги следат моментите поврзани со злоупотреби на државни средства, ресурси за кампања, ќе гледаат дали има одредени инциденти или не, се до изборниот ден, каде што очекуваме дека ќе ги покриеме гласачките места некаде помеѓу 30 и 33% од вкупниот број на гласачки места во Република Македонија, во зависност нели од можностите кои што ги имаме, не се уште затворени сите аранжмани, така да еве да кажеме дека до таму некаде ќе одиме, ќе алармираме, ќе информираме, ќе репортираме и се надеваме дека се ќе помине во најдобар ред, поради важноста на овој процес, а исто така и поради важноста на процесите што следат после тоа. Да, и тоа го очекуваме од вас и полека но сигурно стигнавме до крајот на овој разговор и овој дел со мене и со колегата Чаловски во отвореното студио 1. Алексов, да ти се заблагодариме за одвоеното време и гостувањето. Да, почитувани, еве првиот човек на МОСТ во однос на предстојните председателски избори, расчистивме некои дилеми, важноста на гласот. Останете со 1 ТВ, следува забавниот дел, почнува со возење со Вучиќ. Со нас повторно се гледате во петок. Во ексклузив ќе гледате за приватниот живот, што го прави среќен, кој е неговиот фетиш. Искрено со еден од најмладите министри во владата Љупчо Николовски. Мики Јовановски Џафер го вративме назад во времето. Зборувавме за неговите најголеми хитови, а ни кажа и што мисли за колегите од естрадата. Тој е еден од најнадежните млади рапери на македонската сцена. Запознајте го Дейвид Блек. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Вода која доаѓа од 400 метри длабоко.